Hyundai прв во Европа ги рестартираше своите погони, а од нив веќе започна да излегува обновената верзија на i30. Неговото производство во чешкиот град Ношовице ќе се одвива заедно со Tucson и електричната верзија на Kona, засега во 2 смени. Како најзначаен модел на марката на европскиот пазар, тој во своето освежено издание донесува бројни новости и понатаму ќе се нуди во 3 каросериски изведби кои ги одликуваат нови предни светла, поширока маска и изменет браник. Назад корекциите се помали, а внатрешноста е модернизирана. На списокот опрема се додадени неколку безбедносни асистенти, како и неопходната мултимедиска поддршка. Новост е N-Line пакетот кој кокетира со спортскиот дух, не само со изгледот, туку и со модификуваното ослонување и подиректниот систем за управување. Најголемите измени се во доменот на моторите, меѓу кои малиот 1-литарски турбо со 120 конски сили доби верзија со хибридна 48 волтна поддршка. Истото го има и 160 конскиот 1,5 литарски мотор, кој за поконзервативните купувачи се нуди во атмосферска верзија од 110 конски сили. Ќе бидат задоволни и љубителите на дизелот, бидејќи и 30 ќе доаѓа со 2 верзии на познатиот 1,6 литарски агрегат со 115 и 136 коњи, од кои посилната исто така на mild хибриден систем. Освен најслабата бензинска изведба, сите други се достапни со 7 степен менувач со двојна спојка. Од 2008 година, кога фабриката во Чешка стартуваше со работа, до сега таму се произведени повеќе од 1 милион примероци на i30. Возилата од неа се дистрибуираат во повеќе од 70 земји на сите 5 континенти.